кои што се типични гастарбајтерски. Сите знаеме дека Македонија е иселеничка држава уште пред дедо ми, едниот. Значи Стојче и Кочо, тие живееа во Америка 5-16 години, од Битола, родени во Смилево, се вратиле. Па тоа зборувам негде пред 70 години. Добро. И така да дојдоја како луѓе и сега независно државјанство не си починаа луѓето, си останаа во Битола и тука се и закопани. Значи јас за мене се можам да зборувам и луѓе што ги знам. Патриотизмот не можеме да го мериме со две државјанство, бидејќи традицијата наша, како што кажав, постои 100 години одиме во Америка или други некои држави. И кога некој квалитетен човек, а те се многу ретки луѓе, успешен на свој начин. Так. Не да е богат, не успехот не го рачунам само во милиарди. Успешен човек се враќа овде и сака да остане. Јас веќе 8-9 години живеам во Македонија за стално, не одам во Америка месец-два и се враќам, али одам таму синош си живее со сопругата, имам внуки и така натаму и си имам нешто свое, чисто да се прошетам, така? И си ја сакам Америка, бидејќи ми дала многу. Јасно. Сега кога ќе дојдам овде, јас дојдов овде лично за да помогнам. Јас мислам дека да го објаснам ова подобро, да не биде јас и така. Ние во Македонија 35 години како независна држава, 99, повеќе проценти имаме луѓе само со македонска државјанство. Прво зборувам пратеници. Ја отепа од крадење, уништување државата. Не само што отепа од крадење, уништување, такви понеспособни луѓе не сум видел. Само викам, факти дајте ми. Кој е поголем патриот од мене во Македонија? Нека тој да има нешто да мериме, да има нешто детектор на лага или нешто, по нешто да мериме со моите активности. Знаеш како е вика, делата го красат човекот, не е она што кажува. Значи, затоа сум против тоа, затоа што имаме ние луѓе во диаспората. Не зборам за мене, некојаш ќе се случи. Извини што прекинувам еден колега, адвокат, исто ние имаме група за адвокати, број не знам на 1500 членови, и исто така реагираше на ова, мислам човекот вика јас работам екстензивно со диаспората, вика кои што се наши луѓе на крајот на денот, кои што нели живеат по странство и работат и им пречи ова што се прави. Значи како така се приемчиви дека против нив се прави, во принцип биде реално многу пари од диаспората се слева. Не ти зборам дека ги даваат они државата, меѓутоа праќаат на фамилии, живеат луѓе од тие пари, значи не е тоа. Не е демократски, ние што граѓани од втор ред сме во Македонија. Во уставот кажате самиот и го читам стално и намерно го читам за да го памтам на некој начин тие најважни точки. Убаво се пишува дека ние како македонски граѓани и така натаму и тука убаво устава македонски народ, влачки народ, овона, светски албански така натаму ги имаме сите исти права. И тие што не се спомнати како албанци, власи, срби и другите. И другите. Така да и убаво со Бугарија што сакаат да влезат во уставот, тие се во уставот на свој начин. Нас преко размислиме така. Видите таму вика и сите други. Тоа значи и државјани на Македонија, независно етникум. Проблемот јас кај што го гледам ова. Кај нас постои еден страв кај неспособни политичари. Затоа што ние кој ќе доаѓаме од друга држава, обично зборувам, 99%, да не речам 100%, нема ништо 100%, значи сме честни луѓе, со маки и вака сме ги заработиле парите. И ако некој е поуспешен, тој само може да му помогне на Македонија. И не доаѓаме овде да крадиме, да лажеме. Ние сакам да се воспостави систем, бидејќи јас живеам овде. Јас сум исто како секој. Роден во Битола со македонско државјанство, 30 и нешто години во Америка, Сменовски, туку на сито диаспората. И знаете што викаат луѓе успешни од диаспората? Да, што викаат? Се ето тоа, се налютени зошто вика не третираат ко граѓани, а ги сакаат нашите пари, а не сакаат ние да одлучуваме. А верувајте ми, 0,01%, еве јас зборувам за мене, сум од диаспората, дојден, живеам овде, сега не се рачунам поќе од диаспората, веќе живеам во Македонија, Битола, Скопје. Јас кажувам дека од нас, не дека ние сме најпоштени во светот, дека сме ги заработили и тука има луѓе честно што си заработуваат и поштени, но ние кој ќе дојдеме овде доаѓаме и ако се нафатиме со политика, а пак ќе речем 0,0% активни политичари и ти си помеѓу народо, не сакаат луѓето со политика да се занимаваат. Точно. Поготово од диаспората. Зошто? Ако некој 65-70 годишен човек или 60 дојде од Америка, Германија, Австралија и одлучи да остане да живее тука, со политика ли ги се бави?
се реализирани, се реализирани, си има доволно финанси. Знаете, една америчка пензија, знаете, една австралиска пензија е повисока, 3, 4, 5, не знам колку пати зборувам за ова, да не зборувам за овие сиромасите овде. Така да што, јас сум на место да седнам да те побарам, ајде, јанаки да седниме, да си све уживаме, малце да одиме на летовање. Животот е тоа, оти ние не знаеме кога нашиот живот ќе престане. Сосема за крај ми споменавте, тоа не сум го знал за вас, дека сте биле бивши репрезентативец за карате репрезентативец на Југославија. Малку околу тоа, исто тоа ќе привршиме темава. Бевте првак на Југославија? Да, во полутешка категорија бев повеќе кратен. До 81, но јас после и сум бил првак во апсолутна. Апсолутна е нешто сите категории се борат. Така и сум бил репрезентативец на поранешна Југославија повеќе години. Со репрезентацијата во групна конкуренција имам освоено 3-то место во Европа, 5-то во свето. Тогаш беа двајцата познати каратисти Јорго, браќата Владимир и Јорга. Тие се познати каратисти, врвни каратисти кои што направи чудо и допринесија многу да се каратето низ поранешна Југославија промовира. Бев успешен на свој начин, имав желба и да станам и првак во свето, поединично се разбира, но такви беа околностите, тогаш беа стварно глупи, затоа што само по двајца од репрезентација можеше во поединечна категорија да се представуваат. И знаете политика овона, инаку како првак, и ако сите ги победи во апсолутна, па немав шанса да настапам во поединечна. Од политика чисто, но тоа не го зборувам да се нешто правдам или ова, важно е. Јас со каратето и бев многу добар близок пријател со професор Оклјусев од економски факултет, кој што мене ми беше професор кај него по развој полагав, и ми отвори клуб на економски факултет, одма кој ќе влезете од десна страна, во тие канцеларии са долу на приземје, и единствени први бевме во историјата на Македонија тогашна да имаме ние на факултет клуб. И така и станавме прваци и во кај мене Мирчо Пеловски, кој што е врвен каратист, ден денес се занимава со карате, беше во клубо и фантастично. Каратето е нешто што те учи не само да се тепаш, те учи, што е многу битно, човек да бидеш. Значи, способности да имаш да се одбраниш, нормално, но не да напаѓаш. Не е да бидеш хулиган или не знам што. Така да поминав многу години во репрезентацијата, се низ поранеше Југославија, знаеш како. И поголема држава. И поголема држава и беше фантастично, мислам штета што се распадна, но сега еве имаме држава, сега треба да ја спасуваме ова држава. Од кој? Од политичари, од самите себе. А најважно е, ова да го кажам, да не помисли некој дека јас само зборувам против политичарите. Порака сакам до граѓаните на Македонија, до народот да упатат. Ако сакаат да си ја спасиме ова држава, треба стварно да гласаат за демократи. Сигурно да гласаат за демократи, но што е поважно, да гласаат за квалитетни, честни луѓе, да заборават големи партии кои што еве приказна се случува, значи ме стекјавачу. За вас гласав, ама вие не сте толку голема партија, тешко да добиете. Па и гласајте 300.000 за демократи да видите што ќе се случи во Македонија. И сега вика како? Па тие 300.000 кај нас ќе дојдат. Време зема да ги слушаат твоите предлози и многу пати, неве, на улица ќе одам. Господине, продолжете со партијата, ова што кажувате супер. Не е да и јас некој ме фали. Мене ми е едно важно. За вас младите, јас имам внука кој што живее во Скопје 7 години. Живее во Кисела вода, кој ќе почне усија да не гади, јас живеам во Кисела вода. Да, за мене растапи Кисела вода. Сигурно не знам каде сега живеете, тоа не е ни битно. Битно е дали е Скопје, Тетово, Гостивар, Струга, не е битно. Ние мора да спасиме оваа држава и она што го кажав, криминалот да се уништи, корупцијата, број 1 економијата, ако имаме економија, ќе имаме пари за врвно здравство, за врвно образование и за се што ни е потребно како инфраструктура. Бидејќи нас денес, јас гледам што ни се случува во Македонија, еве 2 години е да помане на власт, ги молам да кажат со факти, то направивме. Значи има компјутер, има луѓе, има пари, имаат аналитички центар, земаат по 400-500.000 евра годишно, пример зборувам, нека кажат точно што направили и секоја влада. И ние ако сме влада, и вие да сте премиер, да ви сум ваш советник, истото ќе ви кажам. Господине премиере, ова и ова го направите го, ако има нешто направено. Ама за жал 35 години тониме и јас би ме препорачал на сите
да земат, да размислуваат, не е само за гласање, да бидат и проактивни. Значи не можеме ние, како демократи мала партија, или не знам и да се собериме 10.000 луѓе, да ги направиме тие промени. За ова ни треба стотици илјади луѓе да се промени. На краја на криштата му должиме на своите деца, внуци, сограѓани и на Македонија. Така. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успех со политичката партија. Благодарам многу што ме поканивте.